И умеѓу време наместо они да земат да се занимаваат со тоа како ќе ја поправат економијата, како ќе вработат нови луѓе, како ќе ги задржат младите на работа и така натака, они знаеш што прават сега последно време? Не им се свиѓа оној синдикатот ССМ, така беше ССМ. И сега си го земале КСС. Си го земале под свое и сега прават своји сопствени синдикати у секое предпријатие, у секоја државна фирма, во секое тело на министерството. Формираат нови синдикати паралелни, ги уценуваат луѓето да се учленат од тие синдикати, за да можат потоа да ги исфрлат ССМ. Нели ќе им речат вие не сте репрезентативни. Сожалявам со вас, вие не сте релевантни. Или ќе бидат надгласани во социјално-економскиот совет. У совет. Ќе бидат надгласани. Ете тоа е целата приказка. Тоа го прават. Наместо да седнат сега и се збориме за луѓе кои што табу имаат, еве го, ја имам пред мене пресуда Основен суд Охрид. Овие синдикати ги водат лица кои што биле осудувани за трговија со дрога. Така се водат овие синдикати од такви луѓе. И имаат зашто да ги држат. Условната, И они ќе си ги отераат сега синдикатот, ќе ги лажат луѓето, ќе ги уценуваат, ќе им пуштаат, види вака, ако не вака, ќе те избркаме, ќе ти намалиме плата, ќе те поместиме. Учлени со синдикатот, паралелен и социјална држава ќе градиме ние. Согласно уставот, ние сме социјална држава. Како ќе градиме социјална држава? Како ќе правиме држава во која што младите нема да бегаат? Страшна работа. Као моментов владава си зима нивен синдикат, си некој човек го наше таму, ово има пресуда, да, тој стај го таму, председател на синдикат и терам. Не се работи тука да се штитат работниците, се работи за владата да има мирна глава, да не ishтрекуваат работниците, да не бараат, да немаат други барања, да не бараат колективни договори, да не бараат зголемување на плата. Тоа е. Да се стишаат, да ги нема.